Сега сакам да кажам едно сведоштво. Тука кај брат ми дојде едно свештено лице околу славата, тоа се нешто таму вода се прска, не знам што се прави. И имаат некоја слава и јас со голем жар за Господ и викам, леле, дојде едно свештено лице, сега ќе го викнам да дојде кај мене и да разговараме за Господ, за еден жар во мене. И интересна работа, попот дојде кај мене, почнавме да разговараме и биде дека јас ја читам Библијата, но одеднаш ми постави едно прашање, ти да не одиш во некоја евангелска црква, кај идеш, во која протестантска ли црква идеш? Викам, да, одам во протестантска црква, сега одам во христијански центар 490. И тој ми кажа, кај си забегал там? Па ти си отишол во некоја секта. И јас секогаш се држам до Библијата. И во Библијата баш оној стих што го цитира во претходните сведоштва, дека треба да влезам во својата соба и да се помолам на Господ, јас тоа го направив. Веднаш толку ме потресе тоа, кога ми кажа, јас се плашев дали сум забегал некаде на страна од мојата вера, а толку е мојата вера искрена, и тој однос со Господ беше многу искрен. Викам, како може да забегам во некоја секта? И отидов во мојата соба, клекнав на колена и се помолив на мојот татко, небесе, и му реков, Боже, татко мој, ти мораш да ми кажеш дали јас сум забегал некаде, дали јас сум во некоја секта или не знам, ти знаеш се. Во Библијата пишува дека знаеш колку влакне јаме на косата. Едноставно ти си семоќен Бог и ти знаеш се. И те молам ова прашање веднаш, сакам веднаш да добијам одговор. И во истиот миг, во мојот ум, јас добив одговор од Бог. Бог силно ми зборуваше. Секој што верува во мене ќе биде спасен. И тоа не е од вас, не е од тебе, за да не се фалиш. Тоа е од мене, тоа е Божји дар, тоа е печат од мене. И тогаш бев силно охрабрен, затоа што Бог силно ми зборуваше. Може човекот се да каже, може тој свештеник се да каже, но Бог е тој што става печат. Дури во Библијата, во посланието до Ефесијаните, кога прочитав таму, дека навистина е тоа така, толку бев радосен. Дека тоа е се од Бог, не е од луѓето. И едноставно, како се надградував, потоа веќе се ми беше во ред и гледав дека Бог силно работи. Јас гледав дека Бог не е само Бог за да направи некое чудо, за да ние се запрепастиме, него Бог во секоја ситуација може да биде со нас. Јас се сеќавам на едно сведоштво вакво, кај што ние во нашето семејство се знаеме добро, знам дека жената е плаштива и се плашеше да оди на забар, и синот мој е малку плашко, и тој е за да иде на забар, и толку години не одеше на забар, и јас ја охрабрував, викам, Вики, па ние сега сме христијани, Бог може се да направи. Ке се помолиме и ке одеш на забар, ке видиш дека не е страшно. И ние во државна болница, во клиниката, се гуштавме сите тројца и се помоливме на Господ. Викам, Боже, те молам да тој доктор што ќе работи на забите на мојата жена, те молам да има силна контрола од тебе, да биде силно воден од тебе, да нема никаква болка. И за мојот син се молев исто така. И интересна работа кога сопругата излезе од ординацијата таму и ми вика, Стево, па јас ке си заспиев на столот. Толку беше прекрасно. А толку здрав собран. И синот, иако децата врискаа на таа детската на детско таму, тој излезе насмеан, докторот го фалеше многу,
Викам, Бог е семоќен, навистина е семоќен. Ние луѓето мислиме дека Бог само може да направи некој слеп да прогледа ова, некој. Бог е заинтересиран за секојдневниот живот. За оние мали работи. Јас се сеќам за едно сведоштво кај што имавме и ние удел во сето тоа сведоштво, бевме во молитва за тоа. Имаше една хипотека дадена во банка. Еден стан од 120 квадрати беше даден како хипотека и каматата толку нарасна, дојде до 7 милиона. И едноставно ние бевме постојано во молитва околу тоа, затоа што за некој мој блиски се случуваше ова, а и тие се исто христијани. И интересна работа што сега во ова време, да речеме да некој ти опрости толку камата, да ти го ослободи станот, да се случи, тоа само може Господ да го направи. И не можев да верувам дека Бог може и во таа работа да делува. Јас тоа се случи во Стопанска банка. Едноставно тогаш ги отпиша сите камати и само главницата да се даде, па си имаше некои пари, па дојдоа уште 10.000 денари да се плати за да се ослободи станот. И интересна работа, и сега тогаш дали да заемиш пари или ќе му веруваш на Господ. Останува 10.000. Господ се погрижи, преку некој брат ги даде тие 10.000 и тоа се расчисти. Мислам, Бог е стварно семоќен. И сакам да напоменам, ова можда не е моје сведоштво, ама учествував со молитва и го гледав затоа што беше на мој блиски. Ама е многу силно. Сакам да кажам, со Бог може да правиме чудо. Со Бог секогаш може да победиме. Во секоја ситуација, дали сме во депресија или било што, ако побараме од Господ. Во Библијата пише, ако побараш мудрост, ќе ти ја дадам. Се што сакаме, тој се ќе ни даде. Мене ме чуди зошто луѓево се оддалечуваат од Господ. Јас можда мислам дека има некои Божји принципи кај што се тешки. Јас се сеќам на едно сведоштво исто што Господ го направи, кај што поминав многу тешко со финанси и во джебот дали има 50 на денари. И сега идеме со малиот во градинка, уште беше мал тогаш, на почетокот. И ми вика, тато, денеска Марчело ќе прави роден ден и те молам да одиме со такси и ми набројува некои работи, а јас само 50 денара. Жената ми ка, Стево, јас се снаоѓав до сега за поклони, ти да се снајдеш и за поклон, и детето да го однесеш, и детето со такси бара, ти да го направиш тоа. И сега денаш јас на Бог викам, Боже, како да се радувам, еве сега ти ни кажеш дека треба да се радувам, во твојот збор така пишува. Кажеш, радувајте се и постојано радувајте се. Како да се радувам? Како да се радувам во ваква ситуација? Ајде да те послушам. Еве, да бидам послушен на твоја збор и јас денеска ќе се радувам и ќе ти пеам. И почнавме со Малија да пееме песнички, христијански, од дома до Црвен крст е певачка таму таа градинката. И цел пат пеевме, се веселиме, дојдов дома така расположен некако. И ми се јави еден пријател и вика, Стево, како си, што правиш, како помираш? Ами што викам, што да ти кажам? Така, што е така, да не ти требаат пари. Се одеднаш, викам, не ти реков за пари. Не, ако ти требаат, јас ќе ти дадам. Како сега така? Ако си решил, викам, дај ми. И сега со жената си разговараме и мислиме дека ќе ни даде сега некој јадарка, 2, 3, ај дојдовме до 5.000, знаеш. И сега си викам на жената, викам, замисли да ми рече, Стево, дојде да ти ги дам парите, не можам да отидам. Дојка отидам пешки, дока нема пари за автобус, знаеш.
Викам, ќе си отиде на друго место. Мислам, често си дискутираме со жена. А жената е малку така остра. Како христијанка, вика, Стево, ако Господ решил да ти даде пари преку тој човек, ќе направи тој човек да дојде тука и ќе ти донесе пари. И тој навистина дојде со джипот, дојде тука во пликом, ни остави пари и чекаме да си отиде да ги изброиме парите, да име колку ни даде и кажа дека не треба да ги враќаме. И се он излезе да ги броиме пари, имаше 30.000 денара. И кога нема. Ама знам сега дека Бог не награди затоа што ставивме еден тежок принцип во нашиот живот. Да се радуваш кога не ти е за радување. Бог секогаш е прекрасен Бог. Многу слушав од мои пријатели што кои одат во црква, во евангелската црква, дека гледале ангели и сето тоа. Викам, како може тие да го гледаат тоа, јас да не го гледам? И често пати јас на Господ барав да ги видам и ангелите, мислам, јас сум си таков, сакам да го пипнам тоа што во тоа што верувам. И Господ направи една ситуација ваква. Поручек да после работа дојдов, си легнав, си поспав, се наспав доста и станав касно. И тогаш веќе жената си легна и јас сега нема што да правам, пак се свртав на кај Господ и викам, Боже, сакам, еве сега сум наспан, немам што да правам, сакам да гледам ангели, покажи ми ги. И не знам што почна да се случува во тој миг, осетив дека некако очите ми се напна некако повеќе. Одеднаш како да ми се отвори небото и не знам како, дали баш како што пишува во Светото писмо, како Павле што вика, не знам и јас, вика, дали со тело или без тело или во дух, бев до третото небо. Јас бев до рајот, го видов и Исус, видов безброј луѓе во бело. Тоа така го гледав некако во, ајде да сонував или да ме фати некој сон. Не, јас во свесна состојба тоа го гледав, се ми беше некако отворено и тоа го гледав. И не сакав да прекине, ама чувствував едно нешто што никогаш не го доживев, тогаш од очите некако страната ми течеа врели солзи, не знам зошто. Тоа го почувствував. Она што го гледав, не сакав да се исклучи, као да гледав нешто на телевизија, као на некој екран, не можев од страна ништо да гледам, само тоа го гледа и беше прекрасно. И Бог прави чуда. Кога бараме ние малку, тој ни дава повеќе да гледаме од тоа што сакаме ние да видиме. Бог е секогаш прави нешто плюс. Има еден стих во Библијата, во посланието до Ефесијаните, кај што Господ кажа, вика, дека може да ни даде повеќе од она што ние може да го замислиме. Секогаш дава повеќе. Јас кога ме допре Бог и заживе тој однос со Господ и се молев на Господ да видам каде да одам, во која црква. И малте не ги поминав сите цркви и каде да одам. Светиот Дух ме поведе да одам во Христијански центар Македонија. Една прекрасна црква, таа е лоцирана, ја користи салата на Даре Джамбас. Имаме служби во недела, во 11 часот. Прекрасна црква, водена во Светиот Дух. Јас на почеток се бунтував и зошто не православнава црква нема такви некои предавања да се зборува од Библијата. Не знам зошто, јас дури една се видов и со Ивица од православната црква и тој ме покани да одам во православната црква. Има некој алфа курс, само нивниот наслов беше смисла на животот. И едноставно јас
отидов на тие предавања во Свети Димитрија, во една просторија десно од црквата, и навистина се зборува, но јас едноставно се представи дека одам во евангелските цркви, во протестантските, и сакав да ги слушам тие предавања, но толку ме обременуваат тие предавања. Благ наклон на ова, благ наклон на тоа. Тоа во Библијата го нема. Тоа нешто е спротивно на Библијата. Јас не сакам да фрлам дрва и камење на православната црква, не сакам да судам, затоа што Бог кажал, кој си ти да му судиш на мојот слуга, и секој има да прави што сака, но јас не се најдов таму, затоа што има некои устни предани, мислам, некако не можев таму да издржа. Поживо ми беше во оваа црква, кај што се држа до Божјото Слово, до Библијата е во преден план, и сето тоа ми е го чувствувам на благослов. И Бог прави чуда во мојот живот. Распнат Исусе, на крстот беше ти за мене.